Само 2 од 10 фирми должници на ИСАР си го платија долгот. На исклучување чекаат и фирми кои имаат милионски добивки. Меѓу нив се јавни предпријатија, конфекции, големи градежни фирми, кондиторски фабрики. Клештите на ИСАР кон нив тргнаа денес. За денес имаме 6 правни лица кои што се за исклучување по доставениот рок за нивно плаќање. 2 веќе и подмирија своите дуги, други 4 треба да бидат исклучени од водоводната мрежа. Вкупно на листата на големи должници на ИСАР се 10 фирми кои заедно имаат утужен долг од околу 50.000 евра. Според законот за водоснабдување, јавното предпријатие ИСАР има право за исклучување од системот за водоснабдување на сите физички правни лица кои што имаат 2 или повеќе неплатени сметки. Иако во пракса тоа не го правиме, значи секој пат сме имале одредена толеранција спрема сите корисници и како единствена опција пристапуваме кон исклучување на 3, 4 или 5 неплатени сметки. Со исклучување денес се почна од Македонија пат која има неплатени сметки од околу 3.000 евра. Од Македонија пат една од јавните предпријатија која е на листата на должници и на списокот за исклучување на ИСАР, тврдат дека наплатата на сите сметки оди преку централата од Скопје. Оттаму признаваат долг од 180.000 денари, но тврдат дека истиот се наплаќа преку извршителя, дека сите останати долгови после тоа, односно тековни сметки, ги плаќале редовно. Сепак во многу случаи извршните решенија не гарантираат и наплата на долгот, па ИСАР реши неплаќачите да ги опамети. Тоа го правиме со цел да предпријатството биде во добра состојба, ликвидноста да е добра и со цел да се преземат одредени инвестиции во иднина. Доколку е наплата добра, не само што може да инвестираме во реконструкција на водоводни и канализациони линии и обнова на застарени линии, туку може да се набави одредена опрема, материјал, се со цел да граѓаните да пружиме што е можно подобра услуга. Инаку вкупно граѓани и фирми на јавното предпријатие му должат околу 1,5 милион евра. Најголем дел од нив, околу 1 милион, се долг на граѓаните, а останатото отпаѓа на правни лица.